верувајте дека тоа што ќе го научат учениците на тие Еразмус проекти, ни една книга не може да ги научи. Значи, праксата, средбата, одењето во другите земји, гледањето на нови училишта, на нови модели на образование, сето тоа што го гледаат тамо, сите тие можности што им се отвараат, ни една книга не може да ги научи. Стварно за мене тоа беше, како да кажам, шлагот на тортата. Таа европска иновативна награда секоја година се објавува и е различна темата. Оваа година, за 2024 беше темата благосостојба во училиштата. Бидејќи ние во училиштето имаме 1500 ученици, а еден педагог и еден психолог. И се замислете ако секој наставник го праќа ученикот, оди кај педагогот, оди кај психологот. Значи не може да постигне, ајде да напишеме проект кои што ќе не обучат нас, ние како да можеме да ги препознаваме проблемите на младите, на учениците и како да можеме да... Верувајте, нешто што научив од овој Еразмус проект е дека со едно како си можеш многу да дознаеш за ученикот. Една Шпанија некако беше многу опуштена атмосфера кај нив во училниците. Некако не беа класични столчиња маси. Имаше, да не речем, вакви фотели, оние што ги има lazy back, нели? Може слободно да се излегуваат, да се влегуваат учениците. Значи една опуштена атмосфера имаше, што неформално, што ете и тоа беше интересно за нашиве ученици. Дури излегува, си зима за јадење, за пиење, а нашиве крева рака може да отидам до тоа. И на крај би заклучила дека Еразмус не е само програма, тоа е можност да напредуваме, да растеме, да се развиваме, тоа е среќа која што трае цел живот.